Џан, хармоничен спој на културното наследство, внатрешната тишина со современиот дизајн. Вака модната дизајнерка Ирина Тошева накусо ги опишува своите креации. Сето она што беше оставено на забот на времето, големите текстилни фабрики во Македонија, кои се уште репер за квалитет. Сега низ дел од незините креации ја пренесуваат пораката за одржливоста и циркуларноста во модата. Е инспирирана од Алатурка периодот во 19 век. Тоа било всушност ориентална облека, но многу интересно затоа што била носена и од македонците. Сите оние кои биле од повисоките слоеви во општеството, соработувале со локалните занаетчии кои работеле многу рачно со срма, со најразлични гајтани и се сметало за така ориентална интересна облека и покажувала многу голема умешност на самите занаетчии. Одржливата мода си е дел од секоја моја приказна, едноставно е срцта на мојата работа. Материјалите се сите од природно потекло, оние кои не се од природно потекло се всушност дедсток материјали, тоа се материјали од фабрики кои наместо да завршат на отпад, се откупуваат од одредени магазини кои потоа ние ги откупуваме дизајнерите. Исто голем дел од материјалите се волнени, всушност се залихи од фабриката Тетекс, значи овие дизајни се буквално 100% македонски, затоа што и самите материјали буквално се е локално. Радува фактот дека новите генерации модни дизајнери размислуваат за еколошките аспекти. Сепак се соочуваат со одредени пречки кои се навистина контрадикторни, смета Тошева. Младите модни дизајнери особено сега многу се отвараат и за пренамена и реупотреба, дали на стари облеки, стари материјали. Јас секако се трудам секогаш да најдам материјали кои се со висок квалитет, со одредени сертификати. Многу е тешко тоа да се најде локално, ако го нарачувам од надвор, царините за жал се многу големи, затоа што нашата држава не ги препознава овие сертификати да даде некои мали олеснувања. Додека ете отпад може слободно да се внесува, а еколошки материјали имаат големи царини. Имам разговарано со царинската управа, имам разговарано со поранешни пратеници, како тоа може да се направи за да се препознае, значи сите овие материјали дека ги внесуваме имаат сертификат дека се како што треба, дека сите луѓе кои учествувале во нивното создавање биле фер платени, дека боите кои што се користени се како што треба, нема да направат иритација на кожата, дека нема користено штетни пестициди ако се работи за памук или некој материјал што расте, но за жал до сега сето тоа било неуспешно. За креативниот активизам на Тошева говори и соработката со локалните занаетчии, везовите на жените од шивачката работилница во казнено-поправниот дом Идризово, која таа ја води речиси 1 година, и соработката со женскиот младински хор на МКЦ.